Премиерот Мицкоски побарал жесток одговор од полицијата за да не се повторат синокешните протести и блокади на граѓани од ромската заедница низ повеќе градови во земјава поради одземање на нивните возила, поради управување без возачки дозволи. Денеска блокада со исти барања имаше на улицата Скупи во Скопско Злокуќани. Тамо е Дејан Трајковски, го имаме во живо вестите. Дејан, прво, дали сообраќајот е нормализиран во моментов? Нормализиран е, Борче, пред малку повторно се пушти тука улицата, откако претходно беа излезени граѓани од ромската населба тука во Злокуќани, каде што побараа да не им се одземаат возилата, велејќи дека им се единствен извор на екзистенција. Дополнително една сервисна информација, секако во моментов има единствената блокада која што е во земјава е на патот Плетвар-Прилеп, каде што се околу 150 граѓани, а оние кои што беа тука излезени секако патија и порака не го дуваат, велат дека возилата не треба да им се одземаат бидејќи им се извор на екзистенција, дека станува збор за повеќе члена на семејство воено, велат и дека не можат да ги полагаат возачките испити сите од нив, бидејќи како што посочија имаат проблем, оти не се сите писмени, предлагам тука да ги слушнеме пораките од овој протест. Ова е срамота што ги зимат колите. Ајде ни стајле да ги регистрираме колите, ги регистиравме. Комбината ги регистиравме. Значи сега нема прадина да се земја возилото без заради возачка. Значи возачка како возачка. Нека ни пиши казна, а возилото не смее да го зима. Како може? Види колку коли. Тука има устар 40 коли. 40 комбиња. Срамот е ова, значи прво од нашата држава возилата да се зимат. Да не ги земат комбината, нашите деца ќе седат гладни. Значи си избираме пластика, си избираме железо, си избираме тие работи. Од ова се живее, од ови комбина, со пластика, со железо постаро купен. Значи сите фамилии. Инаку вчера се одржаа протести во повеќе градови, каде што паднаа закани, се палеа гуми, се блокираа патишта на повеќе места во државата, револт кој што следуваше по одземени возила од страна на МВР. Разговарав денеска утрово со министерот за внатрешни работи и она кој што го побарав од него да биде за секој некој што го прекршил законот, се заканувал, јавно упатил, закани го загрозил мирот и безбедноста на граѓаните, жестоко да се одговори. И ќе биде одговорено жестоко за да не се повтори тоа дивење од вчера што се повтори. Така, за крај, Борче, само да повториме дека улицата Скупи е веќе проодна, дека граѓаните кои што сакаат да ја користат нема да имаат проблем. Единствената блокада која што има, како што посочи Адама Сама, е на патот помеѓу Плетвар и Прилеп, каде што 150 граѓани се излезени на протести. Како ќе се одвива понатаму ситуацијата, останува да видиме. Борче? Така, ти благодарам. Дејан Трајковски беше тоа во живо за блокадите на граѓаните од ромската заедница.